Организираната хајка против 1TV од страна на одредени новинари со низа написи, на која се приклучи и дел од опозицијата и посочи неколкумина бизнисмени, со коментар се огласи и едно од посочените лица. Имено, пратеникот Антонио Милошовски од собраниската говорница го праша премиерот дали е запознаен со шпекулациите дека сопственик на медиум изнудил 200.000 евра од поранешен градоначалник. Владимир Тодоровиќ, кој индиректно беше посочен од пратеникот, ги демантира ваквите шпекулативни изјави. Нема ништо од тоа дека се работело за рекет, но така на некој начин одредени институции, опозиции, политички партии и новинари се припакуваат. Дека имаме договор на 200.000 евра за кој Тинекс добива услуги, тоа е точно. Иначе некакви други давања пари не станува збор. Нормална е соработката, како и за секоја друга ТВ, уште неколку ТВ куќи имаме таков маркетинг. До сега према ниједна ТВ куќа не сме имале недоразбирање. Оној договор што ќе го постигнат во преговорите кога се заклучува годишен договор, ние од наша страна кој испочитуваме, ТВ куќите го испочитуваат и мислам се иде по некој нормален ред. Од истата собраниска говорница премиерот Заев рече дека се води истрага за индициите, зашто подоцна беше демантирано од обвинителството, кое соопшти дека собира информации, но нема наредба за спроведување истрага. Тодоровиќ вели дека не бил повикан во обвинителството, но подготвен е да даде изјава со цел да се расветлат неоснованите напади. Никој не ме повикал во јавното место нигде. Дори може да ме повикаат. Ово е за да како се вели, добијат и моја изјава, е оваква каква ја давам кај вас. Сопственикот на Тинекс вели дека не ја знае причината за ваквите напади и дека тоа е работа на оној кој ги фабрикува. Додава и дека не им обрнува внимание на ваквите лажни напади. Се наметнува прашањето зошто преку вакви шпекулации оние кои ги шират свесно сакаат да и нанесат штета на најмладата и најпрогресивната телевизија во земјава.